Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав во следните 70 на минути. Повторно се урна авион во Соединетите Американски држави. Превезувал пациенти, нема преживеани меѓу патниците, било и девојче. Која уби Фросина? Обвинители и судии први на списокот на виновници. Основците од другите заедници во Македонија го изучуваат македонскиот јазик на ниво на втор странски јазик. Касами, кој рече дека не треба да се биде заложник на минатите времиња, најави градење на Саат Кула од османлискиот период. Минималната плата ќе биде онаа која ќе ја договорат работодавачите и работниците. Владата ќе ги поддржи ако се договорат. А емисијата ќе започнеме со веста дека администрацијата на Доналд Трамп има за цел да депортира 341 македонски државјанин, според списокот објавен од Некста, кој вклучува 1.045.549 имигранти од Соединетите Американски држави кои се очекува да бидат враќани во нивните земји. Оваа одлука е дел од новата, построга емиграцијска политика на Трамп, која продолжува со апсење и депортации на мигранти без дозвола за престој. И покрај бројните критики од страна на активистите за човекови права. Крај Егеј, македонци, покрај Вардар, македонци, и под Пирин, македонци, славно име, непокорно. Едно име за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Како килим полиња, а до небо планини. Реките златоносни, а езера бисери. За тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо.
za tebe. Jedno ime ima me, vo duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Marketing. Sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побарам. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побарам. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа
zapre времето, да го слушаш срцето, дали ке те има в моја милице и во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти помагам. Да го запре времето, да го слушаш срцето, дали ке те има в моја милице и во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти čekaj milice, jedna stavi otrov na srce, mislevne si za mene, takva sreća ima v mem, eden bez drug da ostavi me. Čekaj milice, jedna stavi otrov na srce, izletne si za mene, takva sreća ima v mem, jedan bez drug da ostavi me. Izletne si za mene, takva sreća ima v mem, jedan bez drug da ostavi me. Jedan bez drug da ostavi me. И првата вест доаѓа од Соединетите Американски држави. Повторно се урна авион, превезувал пациенти, нема преживеани, а меѓу патниците било и девојче. Авион за медицински транспорт на пациенти се урнал синоќа по локално време во резиденцијалната област кај Филаделфија, а во несреќата загинаа 6 луѓе кои се возеле во него, меѓу кои мало девојче, објавува компанијата што управува со авионот. Компанијата соопштува дека во авионот имало 4 членови на екипажот и девојчето пациент со незината мајка. Американските медиуми јавуваат дека мајката и девојчето кое се лекувало во Америка од животно загрозувачка состојба биле од Мексико, каде и бил упатен авионот, а крајна дестинација бил градот Тихуана. На видеоснимки што ги објавиле локалните телевизии се гледа како авионот паѓа во густо населена област и експлодира. Локалните медиуми јавуваат дека инцидентот се случил во близина на трговскиот центар Рузвелт во североисточна Филаделфија и дека има повеќе повредени. Видео емитувано на локалните телевизиски станици покажува дека авионот вртоглаво паѓа пред да удри во земјата и експлодира во огромна огнена топка. Градоначалничката на Филаделфија Шерил Паркер на пресконференција на местото на настанот изјави дека неколку куќи и автомобили биле зафатени во пламен. Се уште не е јасно што го предизвикало инцидентот. Во моментот на падот на авионот, времето во државата било врнежливо, а видливоста намалена. Федералната управа за авиација соопшти дека авионот Лирџет се урнал околу 18 часот и 30 минути по локално време, јавува Нью Йорк Таймс. Локалните медиуми јавија дека несреќата се случила во североисточниот дел на Филаделфија. Председателот Доналд Трамп на социјалните мрежи напиша дека е толку тажно да се види авионската несреќа во Филаделфија. Повеќе невини жртви се изгубени, коментираше американскиот председател Доналд Трамп.
do denес arno ne sum setil, maki me nagazija. I do denes arno ne sum setil, maki me nagazija. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Ljubam, ama ljubene su, prazna mi je dušata. I na sekoj dobro što sum storil, lošo mi vozvratil. I na sekoj dobro što sum storil, lošo mi vozvratil. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Pokraj svoj tuđ da bidam, pelim mi je ustata. Duri shvativ, duri misla smeniv, otide i mladosta. Duri shvativ, duri misla smeniv, otide i mladosta. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Suvodolica mi je životom, site godini, prazna ulica, sonot moj, bledi spomeni. Suvodolica mi je životom, site godini. Трагичната сообраќајна несреќа што се случи во среда на булеварот Партизански одреди во Скопје, во која животот го загуби 22-годишната Фросина Ќулакова од Неготино, ја потресе јавноста и го отвори прашањето на одговорноста на правосудните органи. Возачот, 20-годишното момче од Карпош, управувало возило без возачка дозвола под дејство на алкохол и поминал на црвено светло на семафорот. Она што дополнително ја зголемува трагедијата е фактот дека момчето и претходно им било познато на органите на прогонот. Според информациите што ги објавува порталот Лидер, против момчето биле поднесени кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични средства.
Обвинителството побарало притвор, но судот го третирал како помлад полнолетник и му изрекол воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом за малолетници. Оваа одлука му овозможила на проблематичното момче да остане на слобода, што резултираше со фатални последици. Јавноста е згрозена од фактот дека и покрај претходните прекршоци момчето не било соодветно санкционирано. Ова дефинитивно укажува на сериозни пропусти во правосудниот систем, каде обвинителите и судиите не превзеле адекватни мерки за заштита на граѓаните. Доколку институциите постапувале согласно законските прописи и ја оцениле сериозноста на претходните дела на момчето, можеби животот на младата Фросина ќе беше спасен. Граѓаните бараат правда и гаранција дека ваквите трагедии нема да се повторат. Неопходно е обвинителите и судиите да ги извршуваат своите должности совесно и професионално со цел да се обезбеди безбедноста на сите учесници во сообраќајот и да се спречат идни трагедии. Општина Тетово почна активности кои се најавени како меѓународна соработка, а во рамки на членството во Унијата на турски општини во светот. Во Тетово се одржа состанок на 20 општини членки на Унијата.
Председателот на Унијата директно придонесе во минатото на Тетово да му се донираат околу 100 контейнери кога најмногу им му требаше за да се изменаџира отпадот. Работиме на реализација на други проекти со Унијата и со одредени општини. Поконкретно за еден центар за природните науки, каде што нашите ученици од основно и средно образование ќе ги добијат основните и практични знаења од овој центар. Такви примери има повеќе во Турција кои се основани од општините. Исто така, со големо задоволство сакам да ги информирам граѓаните дека со председателот веќе договоривме дека ќе се врати уште еден голем и значаен проект за Тетово, а тоа е изградба на саат кулата во центарот на Тетово, каде што и беше. Проект кој пред многу години беше договорен меѓу општините Тетово и општина Коња од Турција, но за жал претходните власти тоа го суспендираа, изјави Билјалка Сами. На новинарско прашање зошто има потреба да се гради саат кулата од едно минато време, кога Касами рече дека не треба да се биде заложник на минатите времиња и треба да се сменат имињата на улиците, тој рече дека саат кулата била символ на градот. Зборуваме за еден објект што бил символ на Тетово. Саат кулите се символи на градовите каде што се и каде што биле. Ние се обидуваме да го вратиме идентитетот и да ги вратиме културните обележја на градот и тоа во правец на покажување на нашето минато, кое сигурно е многу важно. Што се однесува до тоа што дадов коментар во врска со имињата, ние сме свесни дека неколку имиња од тој период, од тој систем, не се баш добре дојдени првично за македонскиот народ, а потоа и за другите народи. Тој период не беше светол период на граѓаните на Македонија, посебно на македонците, а и на другите, затоа што има многу македонци кои беа принудени, пратени на Голи оток и во другите затвори заради тоа што ги искажаа своите национални чувства. Затоа не го кажав само во аспект на албанците или другите заедници, го кажав од аспект на тоа што Македонија не беше најсреќна и македонците, албанците и другите заедници не беа најсреќни кога живеа во тој период. Затоа се надевам дека ова ќе се рефлектира во тој однос и ќе имаме предвид дека Македонија е во овој период и ориентирана кон Европа и така треба да се однесува, одговори Касами. Pravi me i sveto ime kje ti dari me. Krštevka denes nije pravi me, vo tvoja čest da nazdravi me. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato. Živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato,
plačite, neka se dozorite, veseli da se kumovite. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato, živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato, živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato, živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato, živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Pesmi se ispejani za junaštva tak, za predavstva tak. Ušte narode, ne si razbude,
децении трае постојаното намалување на бројот на часови по македонски јазик за заедниците кои во 90-тите години го изучуваа од прво оделение и тоа 3 пати во неделата. Сега наместо во прво оделение учениците од заедниците македонскиот јазик почнуваат да го учат државниот јазик во 4-то оделение и тоа со 2 часа неделно. За разлика од тоа, например, англискиот, кој е странски јазик, се учи по 2 часа неделно и тоа од прво оделение и кај учениците кои наставата ја следат на некој од јазиците на заедниците и кај учениците со македонски наставен јазик. Бирото за развој на образованието на својата веб страница објави наставни програми за учебната 2025-2026, каде се забележува дека и понатаму се намалува бројот на часови во паралелките со различен мајчин јазик од македонскиот. Со моменталната ситуација пак имаме комплетно непознавање на државниот јазик и неможност за комуникација со македонскиот јазик како кохезивно средство во Македонија за сите што живеат тука, истакнува професорката Груевска Маџовска, што повлекува ред други проблеми. Според неа треба да има и поголем надзор на начинот и квалитетот на предавање на македонскиот јазик, бидејќи од сегашниот начин на изучување веќе се покажале резултатите, а тоа е целосно неразбирање меѓу граѓаните во оваа држава. Тоа е нешто што требаше уште одамна да се измени, особено што еве и светските истражувања покажуваат дека учењето на втори јазик, пикот на возраст на која што е најдобро да почне да се учи е 6 и 7 години. Тоа значи ако од прво оделение се почнува со мајчиниот јазик, веќе од второ оделение треба да почне да се изучува државниот јазик за сите заедници, останати што живеат во Македонија и со поголем фонд на часови. Сега имаме случај на комплетно непознавање на државниот јазик, неможност за комуникација со македонскиот јазик како кохезивно средство во Македонија за сите што живеат тука, неможност да се најдат доволно преведувачи од албански на македонски јазик, значи слушаме преведувачите од собрание како преведуваат на неразбирлив македонски јазик и тоа се коси со уставот и со законот за употребата на македонскиот јазик. Резултатите се комплетно неразбирање меѓу граѓаните на една држава. Значи, меѓу себе да не може комплетно да се разберат и да го користат англискиот јазик, оние што го знаат, за меѓусебна комуникација. Што е трагично, бидејќи државата сепак треба да има еден код, односно тоа е македонскиот јазик како јазик на мнозинството и на македонците како државотворен народ и останатите треба да го познаваат што е обврска и од уставот на Македонија.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Дали гледаш,
Како не би ви било жал што не сте во татковината, еве неколку извештаи на полициските билтени ширум Македонија. Тетовец со автомобил се дал во бегство откако не застанал на знакот за запирање од полицајците, па еден службеник морал да испука 2 предупредувачки куршуми во воздух, информираат од Министерството за внатрешни работи. Возилото било запрено на улица Радован Цонич, но ШР со вратата од возилото удрил полициски службеник и се дал во бегство, се вели во полицискиот билтен. Понатаму во соопштението се вели дека тој бил следен, при што полициски службеник испукал 2 предупредувачки куршуми во воздух. Околу 22 часот и 5 минути возилото е пронајдено, а ШР бил задржан во полициска станица и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Дебранец со голема брзина, без возачка дозвола и под дејство на алкохол, со патничко возило Мерцедес се движел низ градот. На улицата Есат Мазелџију во Дебар во 1 часот и 30 минути по полноќ полициски службеници од Дебар го лишиле од слобода Аљ, 23 годишен од Дебар. Тој претходно на улицата Јусуф Багери во Дебар, управувајќи возило Мерцедес со дебарски регистарски ознаки, не застанал на полициската патрола од полициската станица за безбедност и патен сообраќај и се дал во бегство, информира портпаролот на секторот за внатрешни работи Охрид. Набаргу по превземените мерки, тој бил сопрен на улицата Есат Мазелџију и било констатирано дека не поседувал возачка дозвола и дека возилото го управувал под дејство на алкохол. Полициски извори потврдуваат дека Аљ имал 2,52 промили алкохол во крвта. Тивко доаѓа, а јас седам пак крај липата. Си го чекам, Илија, мојта љубов најмила. Си го чекам, Илија, мојта љубов од младоста. Иле, мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле, мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Липо стара сестро најмила, крај тебе ја минав младоста. Ако сврати Илија, мојта љубов најмила, те молам, кажи му јави истината. Иле, мој Илија, љубов моја непреболена,
Минималната плата ќе биде онаа која ќе ја договорат работодавачите и работниците, а владата ќе го фасцилира тој процес, истакна премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на пратеничко прашање дали владата планира да ја зголеми минималната плата за повеќе од 500 евра од екс-министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Ние сме страна која може да го фасцилира тој процес и како таков да го гледа и да го поддржи кога ќе заврши ако има решение. Секое решение кое што тие ќе го поддржат, ние ќе го прифатиме и тука нема никаква дилема. Еве сега од понеделник има една точка на дневен ред која што се однесува до минималната плата, рече премиерот Мицковски. Тој рече дека се надева дека работодавачите и работниците ќе постигнат договор кој што, како што вели, владата ќе го поддржи. Премиерот истакна дека во случај да се покачи минималната плата, економијата и бизнисите ќе мораат да го следат редот на придонеси и други давачки, што би било морален хазард, неисправно према нив, иако од тоа најмногу би добила државата во даноци. Дали е тоа правилно, тоа е морален хазард. Дали е исправно, и тоа е морален хазард. Тој ја подсети Тренчевска дека како министерка со синдикатите подпишала општ колективен договор кој не обезбедува какви било права на работниците во јавната администрација. Сега оваа влада мора да го решава тоа и ќе го решава. Што направивте додека бевте министерка, рече премиерот. Зборувајќи дека економските експерти од претходната влада на СДСМ манипулирале со пресметувањето на потрошувачката кошничка, Мицковски речи и дека па на минимална плата не се добиваат и губат избори, туку на играње фудбалчиња или играње баскет. Тука барајте ја причината зошто изгубивте. Минималната плата ќе биде таа што ќе ја договорат работодавачите и работниците, а ние како страна сме тука да го лесниме ако тие постигнат меѓусебен договор. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da ubavina, kako miris na tvoj cvet.
našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat. No duri po nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat. No duri po nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posrećen od mene. Nema dvajica mladi vljubeni so takva. Ljubov golema. Srce mi je polno i dušava, srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posrećen od mene. Nema dvajica mladi vljubeni so takva. Ljubov golema so takva. Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, традиционално за најмладите, приказната Како Маша ги чувала гавранчињата. Ви посакувам пријатен ден. Ги разфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја. Направила таков лом што немало ногата каде да се стави. Собирај, рекла мајка й. Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. И наредила строго мајка й и ја затворила вратата. Не сакам, не можам, заплакала Маша. Седнала на аголот од тепихот и ги подвиткала колената. Нека си собира сама, мама. Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетала големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: Девојче, девојче, зошто плачеш? Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата, а мама згоре на тоа ми вели: дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, а ми е гавранешко гнездо. Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас? Сакам, се израдувала Маша. Колку интересно. Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. Како, а мама? Таа нема да ми дозволи. Нема да дознае, на оној бор живеам. Од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад. Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. Донесе, се зачу шкриплив глас. Да, се насмеала гавранката. Донела, донела! Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. Какви се сите црни и накострешени, се зачудила Маша. Ке започнеш со средување, рекла мајката на гавранката. Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто. Не знам,
Не сакам, нема да чистам, одговорила Маша. Вратете ме дома, кај мајка ми. Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: не те пуштаме, не те пуштаме. А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде. Маша погледнала низ гнездото, ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка и била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. Мамо! Викнала со сета сила Маша. Тука сум! Но борот се нишал и шумел со гранките, така што мајка и ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: нова дадилка, нова дадилка. Да, од сега ќе ни бидеш дадилка, рекла гавранката. Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука. И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. Ура, ура, заедно ќе спиеме. Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. Новата дадилка ќе ви раскажува приказни навечер. Потруди се, и рекла таа на Маша. Не терај ме да те клукам. Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. Како не ви е срам да расфрлате така прасиња едни, им рекла таа на малечките, а тие почнале да паѓаат од смеење. Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха. Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него. Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките. Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер, колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа, а мама може да направи се за што ќе се фати. Па тогаш неодолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот можеби ќе излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си е работичката по полека, а јас ки се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засокувајќи ги ракавите. Таа се обидувала да направи се како мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснал и бакарниот чајник, засветкале шолите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижитатара и врескале одзад шкафот. Најди ме, најди ме!
Кога им здодеало тоа, почнале да се играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки. Оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, пантолони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да вие, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да й помогнат и постојано пееле. Не сакаме, не можеме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле. Пајакот не се вратил, а Маша си мислела: како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лиљак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лиљакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плашиме. Лиљакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата. Што сте се разбореле? Спиите. Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу, Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: а што ако треба да живеам тука за секогаш? Се појавила и месечината, а лиљакот никаде го немало. Нани, бебенце, почнала да пее таа, во шарено кебенце. А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. Само гледај и ти да не заспиеш, биди подготвена. Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. Ти благодарам, пајаку, на сите ќе им раскажам колку си добар. И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лиљак. Маша, каде си? Шепнал лиљакот. Доаѓај. Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. Држи се за моите нозе, и рекол лиљакот. Прикрепувајќи се колку што можела, Маша скокнала во темнината. Летаме! Ги затворила таа очите и само ветрот изсвирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. Ти благодарам, драг лиљаку, го погалила Маша по неговиот мек грб. Да не беше ти, тешко мене. Простувајки се, лиљакот извикал: до гледање, и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка врака. Ах, умна таа, така треба. Маша ја гушнала мајка си и рекла: мамо, од сега се сама ке правам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.